Добар ден. Моето име е Александра. Добро дојдовте во уште еден онлайн час. Ова е час кој што е наменет за учениците од третото одделение. Пред да започнеме со она што ќе го работиме денес, сакам како подготовка да ви кажам дека ќе ви треба тетрадка и нули и ќе треба во одредени моменти да го запирате видеото. Јас ќе ви нагласам во кој моменти е тоа, за да може да одработите одредени вежби кои се поврзани со читање или пишување на реченици. Може да започнеме. Ќе започнеме со она што ќе го изучуваме денес, представување на она што се учи денес, а тоа е изучување на различни функции за искажување нивни планови. Денес, значи, кои ни се целите? Целите ни се да се запознаете со неколку начини кои што се најчесто користени за искажување на планови во иднина, да знаете како да ги препознаете во устна комуникација, значи кога разговарате со некој. Меѓутоа, она што исто така битно е да знаете да ги применувате во конкретни дадени ситуации. Тоа ќе го видите преку примерите, односно вежбите кои што имам подготвено за денес. Кога зборуваме за иднина or talking about the future, најчести форми кои што се користат се will, going to and the present continuous tense or be plus verb with ing. So let's see the differences between these. So how to talk about future plans. Now, what is the correct way of saying it? What is the difference between will, going to, and be plus verb ing? Она што на што ќе се фокусираме или ќе обрнеме внимание денес е кој е точниот начин да искажете одредени идни планови, во кои ситуации кога треба да користите will, кога треба да користите going to, кога треба да користите present continuous tense, односно сегашно време за искажување на идни планови. Important to know, sometimes we can use any of these forms in the same sentence, but how do you know which one is the best? So it depends on what you want to say. Sometimes your sentence can be grammatically correct, but the meaning is not what you truly want to express. Оно што е важно е да знаете дека некогаш може и било која од овие форми да искористите во дадена реченица за да искажете идни планови и тоа да биде граматички точно. Меѓутоа, кога разговарате или кога користите во устна комуникација, битно е да знаете како да ги разликувате овие форми за она што сакате да го кажете да се поклопи, да биде соодветно на она што сте го кажале како реченица. Ќе почнеме со will. The functions of will. They are to show that you are willing to do something. I'll pay for this ice cream. Значи, кои се функциите на will? Да покажете дека сте спремни да направите нешто. I'll pay for this ice cream. Ќе платам за сладоледот. To make an offer. Да се понудите да направите нешто. Don't worry, I'll carry your bags for you. Без гајле, ќе ти помогнам да ги однесеш торбите. Possibilities and suppositions. Maybe I'll go out tonight. Предпоставки. Може би ќе излезам вечер. To make a promise. I will love you forever. Да ветите нешто. Ќе те сакам за секогаш. To express beliefs and predictions. Да искажете предвидувања. I believe I'll pass the exam. Верувам дека ќе го положам испитот или сигурна сум дека ќе добијам петка на тестот. Show determination to do something. I will go to Spain next year. Да искажете одредено одлучност дека ќе направите нешто. Ќе одам во Шпанија наредната година. Пред да ви кажам да го запрете тука видеото и да ги прочитате уште еднаш примерите, само да нагласам дека формата I'll, која што најчесто ќе сретнувате или ќе ја користите во овој тип на реченици, е всушност скратена форма од I will. Тоа исто битно да се запомне. Значи, запрете го тука видеото и прочитајте ги уште еднаш речениците гласно. Одиме понатаму. Кога користиме be going to? Односно, кои се формите? Прво ќе видиме, па потоа и кога ги користиме формите, се всушност зависат, е поприлично едноставно, зависи од тоа која лична заменка ја користите, така се менува глаголот be, она што веќе го знаете. I am going to, или во превод јас ке, you, we, they are going to, he, she, it is going to. Оно што е битно е повторно да се потсетиме како се менува глаголот be, кои се трите форми на глаголот be, од зависност од тоа за која лична заменка или во кој лице зборувате, односно која лична заменка ја користите во
реченицата. Може да го запрете тука видеото и повторно да разгледате накратко табелата. Това е прилично едноставно и веќе познато. И сега, која е функцијата на going to? It is used for plans to make a decision when you have a plan. For example, I'm going to eat pizza. You are thinking of buying a pizza. Sounds like a good plan. Going to е нешто кога планирате е малку посигурно дека ќе го исполните. Значи, кога сте направиле, кога сте донеле некоја одлука, имате план. I'm going to eat pizza. Ќе јадам пица. Размислувате да одите да купите пица, бидејќи тоа ви звучи како добар план. Меѓутоа, која е разликата помеѓу going to и уште една форма која што се користи за искажување на идни планови, а тоа е the present continuous, односно сегашно време, формата, нели ја знаеме, be, verb plus ing, сегашно време за искажување на идни планови. Оваа форма ја користите кога сакате веќе 100% да кажете дека нешто ќе направите. So to add more certainty to your plans. Ова е кога веќе додавате плюс, сте сигурни дека нешто ќе реализирате. I'm eating pizza tonight. Ќе јадам пица вечерва. Меѓутоа, со самото користење на present continuous, тоа значи дека веќе вие сте сигурни 100% дека тоа ќе го направите. So you buy the pizza and this is a definite plan. Веќе сте купиле или нарачале пицата и тоа веќе ќе се случи малку подоцна. Значи, тоа е главната разлика помеѓу going to and the present continuous. Значи, главната разлика помеѓу going to и сегашно време е во сигурноста колку тоа што сте го спланирали ќе го реализирате. Може да го запрете тука видеото и да ги разгледате уште еднаш примерите. Now, let's read a short dialogue. Првата вежба за денес е краток диалог, поделен во два дела, со кој што ќе увидите разликата помеѓу will и going to, односно кога се користи едната форма, кога е другата форма и која е видливата разлика помеѓу двете форми. Ќе го прочитам примателно краткиот разговор, па ќе објасниме зашто тука е употребено will, односно што тоа значи. Phone rings. Michelle. Hi, Harry. Harry. Hi, Michelle. Would you like to join me for a coffee this evening? Michelle. Yeah. I will join you, but I must let my mom know. Во овој разговор помеѓу Мишел и Хери употребена е формата I will, бидејќи Мишел се согласува да пие кафе со нејзиниот другар во моментот на зборување. Таа не претпоставува дека тој ќе се јави дека ќе ја покани на кафе. Тоа го одлучува во моментот кога разговара со него. И затоа тука ја користиме формата will. So in this conversation, will is used to talk about a rapid decision, a decision made at the moment of speaking. Значи, ова е клучно. Ова, односно will, се користи кога зборувате за брзи одлуки, односно одлуки во моментот на зборување. Не е нешто што сте го планирали, ова не е нешто што е договорено претходно. Молам запрете го тука видеото и прочитајте го накратко краткиот разговор. Па продолжуваме со вториот дел. Во вториот дел, conversation continues, but a phone rings. Mom. Hey, Michelle. Michelle. Hi, Mom. I need to tell you something. Mom, tell me. Michelle. I'm going to have a coffee with Harry this evening. Е сега, кога разгледаме овој дел од разговорот, каде што Мишел разговара со нејзината мајка, таа и соопштува дека ќе пие кафе со Хари. Односно Хери, се извинувам. Односно, веќе одлучила, не е нешто што го одлучува во моментот, таа одлука е веќе донесена, испланирано е дека ќе оди на кафе со него и тоа и го соопштува нејзината мајка. So in this part of the conversation, going to is used to talk about a decision that was made before the moment of speaking and arrangements have been made for that decision. Ствено што го кажа, одлука која што е веќе донесена и план кој што е веќе направен. Тоа е главната разлика помеѓу will and going to. Запрете го тука видеото и може да го прочитате остатокот од разговорот. Now, which decision is more certain? Значи, која од овие одлуки е посигурно, што кажам, само кратко повторување. We are more certain about the decision where we use going to because the decision was pre-planned and arrangements have been made for it already. To meet Harry, had a conversation, agreed on the phone, told Mom. 100% sure. Односно,
Кога користиме going to, кога сме веќе повеќе сигурни за одлуката која што сме ја донеле, дека ќе се реализира, планот ќе се реализира, бидејќи ова е одлука, односно план кој што е претходно испланиран, не е нешто што се го одлучиле во моментот на зборување, и веќе сте договорили и сте испланирале да се сретнете со другарот, да разговарате, односно сте разговарале на телефон, сте кажале на мајката и планирате да го реализирате планот. But when we are less certain about a decision, we use will, because the decision is made rapidly in an instant and no arrangements have been made for it. Not yet told mom, only confirmed to Harry, 85 to 90% sure. И она што е главната разлика, односно кога користите will, тоа е нешто што сте го испланирале, меѓутоа во моментот не сте го испланирале, сте го одлучиле во моментот на зборување, не претходно. Тука не сте баш, можеби нема целосно се реализира идејата, меѓутоа сте прилично сигурни дека ќе се реализира. И го одлучувате тоа во моментот на зборување. Како што беше разговорот меѓу Мишел и Хери, односно тој ја кани и поставува прашање, таа одлучува во моментот дека сака да пијат кафе заедно. Now, let's do some exercises. So take your time and fill in the gaps. After that, check your answers. Дека треба да ги пополните празните места со соодветната форма, односно да одлучите дали треба да искористите will или going to. Може да го запрете тука видеото и внимателно да ги прочитате речениците, да одлучите која е точната форма за пополнување. Ова се наредните реченици кои што исто така треба да ги пополните, односно празните места да ги пополните, па на крајот ќе ги провериме точните одговори заедно. Now, let's check your answers. Will, number 1, will. Number 2, is going to. Number 3, are going to. Number 4, are going to. Number 5, are going to. Number 6, will. Number 7, is going to. Number 8, will. Good job. Thank you for being a part of this online lesson. Се надевам дека ви беше интересно, се надевам дека научите нешто ново. Видеото можете повторно си го погледате, доколку некој дел сте го пропуштиле. Може да ги одработите вежбите слободно и да си проверите дали точно сте ги одработиле повтор пат. Благодарам за вниманието. Bye bye.